И ако следите внимателно, многу изговори беа давани за тоа дека не може да се направи декласификација и во тој наплив најверојатно инспириран од нервозата која имаат кога спомнавме за целосна декласификација на тие документи, претпоставувам дека сите тие кои сакаа во јавноста да се представат како некакви жртви, сватија дека ќе бидат можеби објавени работи кои нема да им се допаднат. Мислам дека несвесно, сакајќи на брзина сето ова да го поминат, власта западна во собствената замка, па сега гледаме дека во петокот веќе и обвинителството влегло во Агенцијата за национална безбедност и сега тука се поставува прашањето како треба да се постапи по закон. Ако сакаме да зборуваме за вистинско исполнување на целта на надзорот, тогаш знаете ја што сакам, тоа да биде јавно, пред медиумите, пред граѓаните и да одговараат сите, и сегашни и поранешни директори на Агенцијата за национална безбедност. Таа Агенција за национална безбедност не е својна и не е имот на ниту една политичка партија во Македонија. Па еве ние денеска зборуваме за надзор кој согласно законот е дозволен, меѓутоа гледате колку недоречености има. Замислете, надзорот треба да биде по правило главна опозицијата, а мнозинството во комисијата го има власта. Значи власта свесно го узурпира надзорот за своји потреби.